Добар ден од хотел Александар Палас, каде што во една од конгресните сали во овој момент, некаде 13 часот на пладне, се одржува редовното собрание на Кошаркарската федерација на Република Македонија. Во овој момент натре заседаваат делегатите, председателот актуелниот се уште господинот Перо Антик, се формираат телата кои треба да го водат, да раководат со ова собрание и да ги донесат одлуките врз база на гласањето на присутните делегати. На самиот почеток, по неколку конструктивни дискусии од двете страни по гласањето и по гласањето по различни предлози во однос на Комисијата за верификација на полномоштвото и на донесените одлуки, односно за гласање во однос на работното председателство, кој да председава и кој да го води, беше евидентно дека во салата со своето јавно изнесување, со подигнување на различната боја на картончињата за гласање, преовладуваат гласовите на, условно кажано, опозицијата, која сето ова го покрена преку средствата за јавно информирање и навести дека бара промени на челната позиција на Кошаркарската федерација на Македонија. Од другата страна, председателот Перо Антик навистина конструктивно, доследно и принципиелно, барем досега го води ова собрание. Работите течат во најдобар ред од она што се однесува и од она што медиумите го пласира, а некој можеби очекуваше дека ќе има известни конфронтации или, не дај Боже, можеби преки на собранието. За сега, отприлика едно фудбалско полувреме од почетокот на самото собрание, работата тече нормално, делегатите се произнесуваат, веќе се формирани верификационата комисија, реков и работното председателство, но она што е најважно, она што е евидентно и за големиот број на новинари кои известуваат од овој настан е дека евидентно ќе има промена на челната позиција во нашата кошарка. Мислам дека деновите на господинот Перо Антик се изброени од она што го видовме и што беше презентирано во овие 45 минути, а YouTube каналот Доргутов останува на лице место како и секогаш и ќе известува како ова собрание ќе тече и нормално во продолжение за конечниот епилог и за конечните одлуки на делегатите на собранието на Кошаркарската федерација на Македонија, чиј број изнесува 51 вкупно делегат го сочинуваат собранието, а во моментот верификационата комисија утврдува колку вкупно делегати имаат право на гласање врз база на добените полномоштва од нивните субјекти од каде што доаѓаат. Мислам дека фере да гледате тука и од тука понатаму да тече. Дека влезе само во записник, дека два пати се повикани, од мене и од вас се два пати повикани, дека не се... Да. Немаат ни столче тука да седнат, да могат да стоите, пошто вие треба горе да стоите. Да. Горе да стоите. Да. Да, навреде, да. Нема горе. Се извинувам, Томас е човека треба да има однаква тука. Да? Член 39 од статутот вика дека мандатот на председателот на федерацијата трае 4 години. Меѓутоа, минимум 2 години од започнат обновен и потврден мандат не може да се поднесува иницијатива од страна на членките на собранието за одржување на вонредно изборно собрание. Ние ова не го правиме на вонредно изборно собрание, туку на редовно собрание. На редовно собрание може да се дискутира, да се предлага, да се мерува
нема ред и со мнозинство може да се донесат поинакви одлуки. Исто така, дневниот ред може и пред почетокот да се менува, и пред почетокот може да се менува, и доколку се прифатат тие предлози од мнозинството на присутните, тогаш може да се гласа по новиот изменен дневен ред. Ви благодарам. Господа Вака, беше напоменато дека веројатно се повикувате на тој член 39 од статутот на КФН. Минимум 2 години не може да се поднесе иницијатива од страна на членови на собрание на КФН за одржување на вонредно избор. Во оваа сала нити има иницијатива за вонредно изборно, нити има иницијатива за смена. Јас се повикувам. Нема никаква иницијатива. Согласно актите, јас барам разрешување на председател. Ако погледнете во деловникот, секоја членка на собранието бира и разрешува председател, председател на изборен, председател на надзорен со комисии. Согласно 38 став 5. И тука сме на чисто. И ве молам да не се одложува дискусијата за верификационата комисија, бидејќи председателот на верификационата комисија установи дека се е уред и ние веќе расправаме за дневниот ред. Благодарам. Да, кои што би го замениле председателот како членовите на управниот и надзорниот одбор. Значи, во интерес на времето, се согласите дека неспорно е дека може да се промени дневниот ред и да се достават предлози, образложени материјални докази за избор на ново председателство, управен или надзорен одбор. Меѓутоа, денеска нема услов такво нешто да се усвои и глас. Само да влезе во записник, сакам да појаснам и да сумирам сето ова и после ако има збор господина под верификационата, би сакам да влезе во записник. Значи, предлогов е след. Ние имаме статут, имаме деловник за работа на собранието, кој што јасно укажува на некој си работа. Ова е редовно собрание, односно годишно собрание на кое што се презентира извештај. Вие станувате без никакво образложение, а предходно примени 14 дена и извештај финансиски и сите тие работи, кај што сте можеле да како вие знаете дека тоа не е регуларно. Ајде да го образложиме и да видиме кој член што е нерегуларно тука, примерно во комисија, примерно во централен, во властена компанија, финансиска која што го верифицирала тоа и така на другиот. Значи, прво со едно штурово објаснување. После тоа, вие вметувате точка недоверба, спротивно на статут, спротивно на деловид на работа, па кажувате не промена, само дискусија, а се под загурната работа, за на крајот да сумираме дека статутот не важи затоа што зборало за воредно изборно собрание, па вие ова сакате да го направите воредно изборно собрание. Без кандидати, со глас ваш единствен кандидат предлог, со разрешување, јас не знам, па да бевме можеби и Северна Кореја, ова не се случува, а камоли одека. Многу ми е драго, повторно ќе кажам, што има медиуми, представници од Министерството за спорт, представници од секаде, бидејќи ова станува веројатно голема фана и драго ми е за вашите ставови, да. Драго ми е што ги изнесовте вашите ставови вака на овој начин, како на незаконски начин сакате да направите паралелна федерација. Чисто ова само го сумирам да влезе во записник за да го ставам следот, значи има статут, има деловник за работа и сите закони вие предложувате разрешување и именување на нов председател. Ова до сега прво го става. Благодарам председателе. Прво да одговорам на почитуваниот господин Божановиќ. Ние веќе се изјаснивме колку полномошна се прифатени и повеќе од тоа нема што да дискутираме. Се извинувам само ние сме избрани од ова собрание со мнозинство гласови како верификацијска комисија. Собранието ни дало доверба. Секоја останата дискусија е безпредметна од проста причина што ние сме назначени да донесеме одлука кои полномошно се прифатени или не.
Таа е наша одговорност. И мислам дека веќе ми одговори ова е третот на прашање. Инаку, што се однесува до текот на настаните и до дневниот ред, да нагласам, највисок орган на Федерацијата е собранието. Не е работното председателство, председателот, правниот тим и било кој. Ние, како полноправни членки, било кој од нас, има право, значи, да предлага измена на дневен ред. Затоа и во вашиот предложен дневен ред имате ставена точка разно. Ние по точка разно даваме наши предлози. Ве молам се, само ве молам да се, ако може да се доискажат. Ние предлагаме дополнително нов дневен ред со дополнителни точки, на собранието е да одлучи дали ќе го прифати тој дневен ред или не. Никој друг, сет собранието, нема право да изгласа промена или измена на дневниот ред. Ви благодарам. Денеска се истакнуваат спротивно на договорникот за работа, значи замолам во внимателно читање на член 44 од договорникот. Значи предложениот дневен ред може да се менува на предлог на представниците, кој што треба да биде образлучен од страна на предлагачот. Меѓутоа, може да се предложи измена. Меѓутоа, генерално целосна содржина на променет сегашен или било кој дневен ред на гласање за усвојување на гласање го предлага председателот на КФСМ. Така што денеска, председателот е должен денеска да ги земе во предвид денеска предложените измени, да утврди дали согласно договорникот денеска ќе може да се гласа или ќе се седмицата, тези ќе се закаже нова седмица.